За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите ролат во листови зелка. На главицата зелка и го отстрануваме кочанот. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Лентите сланина ги сечкаме на коцки. Во тенџере на оган го ставаме путерот да се загрее. Во тенџерето ја додаваме и сечканата сланина. Во друго тенџере со завриена вода на оган ја ставаме главицата зелка да се опари. Во водата додаваме 50 мл оцет и посолуваме. Откако сланината ќе се испржи, во тенџерето го додаваме и сечканиот кромит. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Потоа во блендер ги миксаме претходно сварените и излупени јајца. Измиксаната смеса ја ставаме во длабок сад. Го додаваме сенфол. Мешаме со лажица. Во друг длабок сад го ставаме меленото месо. Јајцето го кршиме и го додаваме во садот. Зачинуваме со мешаниот зачин и ги додаваме лебните трошки. Со алатка го мелене макдоносот и го додаваме во садот. Испржениот кромит со сланина го истураме во цедалка врз длабок сад. Исцедениот кромит со сланина го додаваме во садот со меленото месо. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Со лажица решетка главицата зелка ја вадиме од тенџерето. Потоа на кујска крпа ја разлистуваме главицата зелка. Ги сушиме листовите со крпата. Парчето најлонска фолија го попрескуваме со масло и со четка ја намрсуваме целата фолија. Врз фолијата ја расплескуваме смесата од мелено месо. На ситната страна од рендето во садот со измиксани јајца го рендаме сирењето. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Потоа смесата ја нанесуваме врз смесата од мелено месо. Со помош на фолијата виткаме ролат. Го свиткуваме ролатот во фолијата. Листовите зелка ги редиме на даската за сечење. Врз листовите зелка го ставаме ролатот, отстранувајќи ја фолијата. Потоа го свиткуваме ролатот во листови зелка. Тавата за печење ја намрсуваме со путер. Главицата кромит ја сечкаме на полукругови. Полукруговите кромит ги ставаме во тава за печење. Компирот го сечкаме на кришки. И парчињата компир ги ставаме во тавата. Потоа во тавата го ставаме ролатот и го намрсуваме со путер. Во тавата ги ставаме и парчињата преостаната зелка. Попрскуваме со масло. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Во тавата налеваме 250 мл вода. Тавата ја затвораме со алуминиумска фолија и ја ставаме во редна. Печеме 45 минути на температура од 200 степени и уште 15 минути на истата температура без фолијата. Го вадиме ролатот од тавата и го сечеме на парчиња. Од едната страна на чинијата го сервираме зеленчукот од тавата. Од другата страна на чинијата скалесто ги редиме парчињата ролат. Ролатот во листови зелка го украсуваме со гранче француски макдонос на средината на чинијата. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 100 минути.